Обилните врнежи од дожд и град, проследени со силни атмосферски електрични празнења, што во неделата вечерта го зафатија Кочани, создадоа низа проблеми во функционирањето на комуналната инфраструктура во градот. Од надојдената вода, поплавени беа голем број дуќани во приземето на трговскиот центар. Имаше и оштетени ветробрански стакла на возила, отпаднати дрвја и гранки. Поради поплавување на улицата Глигор Апостолов Гочо, неколку часа во прекин беше сообраќајот кај основното училиште Свети Кирил и Методи. Проблеми во сообраќајот и поплавување на објекти имаше и на улицата Роза Петрова, како и во останатите делови од градот. Имавме од 21 часот и 30 минути до 3 часот по полночь 16 интервенции, од кои имаше паднати дрва, вадење на вода, најкритично беше околу школото на Кирил Методи. Има поплавени, подруми, објекти, дуќаните околу трговски и синдичарите беа поплавени и околу школото Кирил Методи и школото Кирил Методи е поплавено во подрумските простори. Екипите са ни ушли на терен, имаме и отстранување на паднати дрва, се додека не се заврши секое место, ќе бидеме на терен. Од невремето и силниот ветар искинати беа повеќе водови за електричната енергија, како и за кабелската и комуникацијската мрежа. Прекин имаше и кај јавното осветлување во дел од населбите во градот. Екипи на комуналното претпријатие Водовод излегоа на терен и се ангажираа на отстранување на наносите и отпадот во канализацијската мрежа, како и на обезбедување нормално водоснабдување за граѓаните. На бројот за итни повици 112 во текот на ноќта и изутрината имало поголем број повици и пријави за штети од паднати дрвја и поплавени објекти. Исто така биле пријавувани и прекини во снабдувањето со електрична енергија, како и прекин во интернет врските и кабелската телевизија. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов на пресконференција ги изнесе првичните согледувања за последиците од невремето. Упати благодарност за ефикасноста на екипите кои веднаш излегоа на терен и помогнаа во санирањето на направените штети. При тоа напомена дека на кочанските пожарникари на помош им дошли и нивните колеги од Штип. Се работеше на повеќе улици во градот, при што беа поплавени индивидуални домови, беа паднати електрични столбови, паднати столбови за телефонски комуникации, и имаше опожарување на електрични броила и едно кратко електрично преспојување кој предизвикуваше опасност од пожар, кој беше санирано од страна на противпожарната територијална единица. Тука на помош исто така морам да ја напоменам, излезе и Евана со своите дежурни екипи во делот на справувањето со опасностите од електроинсталациите и сообраќајната полиција која учествуваше во регулирањето на сообраќајот. Според информациите со кои располага локалната самоуправа, штети и поплавување имало и во неколку стопански и други објекти во Кочани. Најголемите штети се во подрумските и приземните простори на индивидуалните објекти. Зафатен е еден правен субјект, ресторанот Аледар. Поплавено е основното општинско училиште Кирил и Методи. Поплавена е дел од производните хали во компанијата Афенол и има дојави за штети во неколку приватни компании. Единиците, односно комуналните редари на општина Кочани се излезени на терен да ги регистрираат приоритетите во правец на делување на санирање на ваквите штети. На терен е и се уште територијалната противпожарна единица за испумпување на количините на вода кои се уште останати. Санирањето на штетите продолжи во текот на денот. При тоа екипи на територијалната противпожарна единица и на комуналното претпријатие Водовод работеа на црпење на водата од подрумите и другите поплавени објекти. Исто така се санираа оштетувањата на електричната мрежа, а се чистеа и јавно прометните површини, кои во текот на поројот беа затрупани со земја, гранки и отпадоци. Општина Кочани ги повикува сопствениците на објекти кои претрпеле штета од невремето да поднесат пријава до Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди. Образецот за пријавата граѓаните можат да го подигнат од едношалтерската канцеларија во локалната самоуправа.
Исто така можат да го симнат и од официјалната општинска веб страница. Апел до граѓаните и собствениците на објекти оштетени од невремето упати и градоначалникот Љупчо Папазов. Еве на овој начин ги повикувам сите кои имат претрпени штети, дали физички лица, индивидуални граѓани, правни субјекти, да ги земат соодветните обраци, да ги пополнат, како би можело комисијата формирана за делување во процека на штетите од елементарни непогоди да ја заврши благовремено својата работа. Заедно со пријавата до Комисијата за проценка на штета, граѓаните треба да приложат и копија од имотен лист или друг документ за да ја докажат сопственоста на објектот. Исто така треба да приложат и копија од лична карта и трансакцијска сметка, како и фотографии од настанатата штета доколку ги имаат. Локалната самоуправа на Виница почна со активности за реализација на планираната изградба на јавно-прометните површини во населените места во општината. Градежните активности стартуваа со подготвителни работи за изградба на улици и тротоари во Виница, како и во неколку селски населби. Изведувачот на градежните работи, фирмата Евроградба инженеринг од село Владиевци, општина Василево, почна со изградба на тротоари од двете страни на улицата Никола Карев. Веднаш потоа ќе следува изградба и на тротоар на улицата Јане Сандански, како и тротоар на влезот во село Јакимово. Дополнително ќе се изврши и поплочување на улици во селата Истибања, Блатец, Пеклани, Липец, Трсино и Драгобраште. Од локалната самоуправа на Виница информираат дека при крај е и тендерската постапка за асфалтирање на улици во градот и во населените места Блатец и Градец. Се очекува асфалтирањето на овие улици да почне во текот на септември. За изградба на тротоарите и улиците ќе се инвестираат околу 4 милиони денари во нето износ. Овие средства се обезбедени од буџетот на општина Виница. Во рамки на одбележувањето на предстојниот празник Илинден во Чешиново и Зрновци, викендов се одиграа надпреварите од фудбалските турнири, во кои екипите учеснички се надпреваруваат по групи. На турнирот во рамки на илинденските спортски игри во Чешиново, Осогово ја совлада Слога Виница со 3:1. Со тоа се определија екипите кои ќе играат во четвртфиналето, односно се среќаваат Чифлик и Чешиново, како и Жиганци со Карбинци. За во вторник пак се закажани исто така два надпревара. Меѓу Соколарци и Слога Виница и Осогово ќе игра со Академија Чешиново Облешево. На илинденскиот турнир во мал фудбал во Зрновци пак во саботата и неделата се одиграа по два надпревара. Зрновци го совлада Мармел со 3:1, додека Европа 92 беше подобра од Спанчево, совладувајќи ја со 5:1. Средбата меѓу Илиев 2019 и ветерани заврши со службен резултат од 3:0 поради недоаѓање на екипата на ветерани. Тимот на Оризари убедливо ја совладе екипата на Мородвис со 7:1. Во рамки на третото коло се играат и надпреварите меѓу Естоун Дизајн и Европа 92, како и надпреварот меѓу Кафе Бар Славка и Мармел.